Добро вечер, град Херој. Добро вечер, почитувани граѓани град Прилеп. Добро вечер, почитувани роми, меѓутоа роми од Прилеп, не од Шутка. Тука нема увозни роми, тука се наши партици, наши сопартици на ПЦР. Во име на нашата политичка партија, почитувани граѓани, ве поздравувам и сакам да се заблагодарам на Социјалдемократскиот сојуз што ни дозволи да имаме кандидат во советничката листа на Сојузот за едината. Почитувани граѓани, како и секогаш, така и вечера, се обраќам како да сум во парламентот и како што се представам секогаш како социјален пратеник во Собранието на Република Македонија. Почитувани граѓани, не ги гледајте лажните реклами што ви ги кажуваат од страна на ВМРО-ДПМН. Вистината е ова што јас вечерва ќе ви ја кажам. Ако денес направиме пресек колку должи нашата држава, треба да прогласиме стечајна постапка. Дали знаете, само за 2 месеци од како не избрка од парламентот се задолжија 800 милиони евра. Почитувани граѓани, сакам да ви кажам дека со лага ништо не бива. Една од најчестите причини за лажење е стравот и последиците од вистината на оваа власт. Лажењето го користи за обстанок во власта, се плаши од последиците и мора да го користи методот лага. Овие од власта што не ја кажуваат вистината, ве лажат, тие се веќе диагностицирани како патолошки лажговци. Почитувани граѓани, ме интересираше дали нашите лажговци имаат срам или зошто не чувствуваат срам. Прашав еден психијатар, барав да се консултираме, еве што добив одговор од него. Дека срамот е зрела емоционална реакција. Таквите и кога лажат немаат срам, иако дел од нив го прават поради манипулативни поводи. Почитувани социјалци, бидејќи сум социјален пратеник, покрај малку што ви кажав за финансиските проблеми на нашата држава, верувајте, ова се точните податоци, кај мене нема лага, секогаш има вистина. Почитувани социјалци, денеска кога доаѓав наваму, дојдов во вашиот град и имам една препорака од еден социјалец со Штип. Ме сретна по пат во Штип кога бев пред неколку дена и ми рече: господине пратенише, дали и до кога е ова власт се игра со нас? Јас го прашав зошто, ми извади едно лище, каде во тоа лище, сега да не го барам во живот тука, пишува: покачена социјалната помош само 15 денари. Почитувам пратенише, до кога ќе се игра со овој сиромашен народ? До кога нема да не почитувате? Да им кажете на власта, тие 15 денари нека се ги земе Ставрески и нека се ги враќа кредити што се задолжува. Почитувани граѓани, гледате секој ден лажни реклами, толку фабрики, толку проекти, толку вработувања. Заборавија дека 7 години се во власта, па кој им забрани да не работат и да не прават и да не вработуваат? Па за да продолжат со лагите, го донесува шминкерот Субрата Рој со некој позајмен авион, демекеве негов приватен авион. Почитувани граѓани, ние ваквите бизнисмени на ромски ви гикаме опреваранти. Рој на ромски значи лажица, а човек останал вилушка, не знам дали мала и голема вилушка. Почитувани граѓани, почитувани роми, еве пораката до сегашниот градоначалник Маријан Ристевски. Зошто ромите во Прилеп нема да гласаат за Маријан Ристевски? Им вети во 3 багреми дека ќе им донесе вода.
не ја донесе водата, уште пијат езерска вода. Им вети дека ќе им направи пат до 3 багреми. Не направи. Им вети дека ќе градат куќи преку Хабитат организацијата и тоа не го направи. Вети дека ќе донесе канти џубре, да не го фрлат џубрето да расфрдено низ населбата тука во 3 багреми. И тоа не го направи. И уште многу друго што вети во делот на локалната самоуправа, значи ништо не направи за ромите во Прилеп. Улицата тризна остана како и пред 20 години, како што ја знам и ја сега. Но очекувам дека со новиот градоначалник Карило Пенец тоа ќе се подобри. Имам верба во него и моите роми од Прилеп имаат верба во него и затоа ќе го заокружат бројот 42. Зошто нема да гласаме за оваа власт, ромите? Затоа што не враќаат од граница. Не почитуваат, дискриминација до немај каде. Бришење од евиденција од Агенцијата за вработување. Укинување на социјалната помош. 7 години од кога пројде декадата, ништо не направија. Донесена е стратегијата, ништо не направија. Затоа ромите на овие избори ќе ве казнат, господа, од ВМРО ДПН, како Барселона ќе ве порази Социјалдемократскиот сојуз и Сојузот за иднина. 5-0. Ќе ве поразиме во сите ромски мала, во сите градови, така и во Прилеп. Почитувани граѓани, почитувани роми, еве ја приликата, секогаш кога доаѓам по градовите, така и во вашиот град тука, викате дека состојбата не чини беда, сиромаштија, до немај каде. Еве ви ја шансата на 24-ти да излезете, да го заокружите бројот 42 и да ги казните овие што се на власта. Да гласате за советничката листа за Сојузот за едината и да гласате за бројот 42 за Карило Пенец. Да живее Прилеп, да живее Македонија.